Во делот на пристап до финансии, тоа е горливо прашање, посебно за фирмите кои што се, да кажам, не фаворити на банките. Ние, како што гледаме, банкарскиот сектор е доста развиен, пласира доста средства, меѓутоа само во оние, да кажам, најдобрите, најуспешните извозни фирми, големи фирми и слично, и многу често ги запоставува малите и средни фирми, микрофирмите особено, вклучително и фирмите од женски раководени или во собственост на жени. Кога разговаравме со банкарите кои се причините, главниот дел што го истакнуваат покрај недостатокот на обезбедување на кредитите е во делот на професионалното раководење на фирмите. Тоа е нешто што континуирано се појавува како проблем и го потенцира она што веќе го спомна Тамара во делот на неопходност на професионализација, обуки, од основните, да кажем, потребни вештини во делот на финансиско планирање, во делот на менеджмент и слично. Без разлика дали е мала или голема фирма, тие работи треба да се воспостават на соодветното ниво, и кај малите фирми е по-проблематично, пошто тоа најчесто се сведува на еден или двајца луѓе кои што треба да ги имаат сите тие знаења. Меѓутоа, тоа е нешто на што мора да се работи и бизнисот да биде поставен на солидни нозе, а не да биде само решавање на моменталната потреба за некои приходи за одржливост на семејството. Владата формираше гарантен фонд, чијашто идеја беше да ги намали барањата на банките за обезбедување на колатерал. Гарантниот фонд е сместен во Развојната банка, тоа е како одговор на кризата со ковидот. Меѓутоа, како што тогаш беше воспоставен релативно брзо, не беа добро обмислени сите критериуми и таргетирање на кои кредити всушност треба да ги гарантира гарантниот фонд, а кој не е потребно да има таква дополнителна поддршка. Она што често се случува во светот е дека има во такви гарантни фондови посебен, тие го викаат window за женско предприемништво, значи преку кој што по поповолни услови им се гарантираат кредитите на жените предприемачи, и можеби тоа е нешто што би требало малку да се лобира од ваша страна, и од друга страна малку да се лобира кај банките да си ги разгледуваат клиентите по да го видат дека поддршката на женското предприемништво ги одела и во нивна корист во промовирање на рейтингот на банките во општеството. Она што е навистина важно за ликвидност на фирмите е факторингот како инструмент за купување и продавање на фактури. Тоа значи дека тие фактурата што е достапна, што треба да се реализира за 90 или 120 дена, може да ја продадат порано и да добијат нешто помала сума од тоа што е наведено на фактурата, ама одма, да. Се надевам дека со тек на време, со развојот на финтек, ќе има многу повеќе услуги кои што ќе бидат достапни онлайн и кои што ќе бидат таргетирани на оние што не се задоволни од банкарскиот систем во моментот. И исто така може да размислите како можност за одржливост на платформата, да се направи еден вид на шопинг центар, затоа што не би било лесно за секоја жена предприемач да направи собствена продавница, меѓутоа може да ги продава производите онлайн преку некој вид на заеднички шопинг центар, кој што би можело да го брендирате дека е женско предприемништво и слично. И тука би можело дури да има некоја извор на приходи за платформата од Ама тоа е маркетиншки добро. Да.